Почитувани, власта, предводена од ова парламентарно кревко мнозинство на Зоран Заев, сакаат брутално да ја политизираат и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Обидите за целосна контрола на оваа власт во секое поле на действување го достигнува врвот. Имено, со новиот предлог закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој оваа парламентарно мнозинство сака да го протне во собранието, и тоа по скратена постапка, предвидува целосна контрола на СДСМ и коалицијата на оваа тело. Преку овој предлог закон, власта сака целосна цензура и контрола на медиумите во Република Македонија. Ова го нема ниту во најтоталитарните режими во светот. Со измените на овој закон, власта сака изборот на членовите на оваа Агенција за аудио и аудиовизуелни услуги да се избираат со мнозинство на пратеници во Комисијата за избор и именување, како и при гласање на овој предлог за изменување на законот во собрание. Односно, власта ги изменува досегашните членови од законот, каде што се бираат членови на оваа тело, на оваа комисија со двотретинско мнозинство, да се избираат со мнозинство од 61 пратеник во собранието. За иронијата да биде поголема, дел од пратениците на СДСМ кои беа подписници и предлагачи на претходниот закон, со кој се предвидуваше членовите да се избираат со двотретинско мнозинство, се предлагачи на овие сегашни измени. Пратениците од власта на нивна иницијатива предлагаа пред неколку години изборот на членови да биде со двотретинско мнозинство, за сега истите тие пратеници да се предлагачи на новите измени на овој закон. Ова е уште еден од многуте докази за лицемерните политики на СДСМ во текот на изминатите години. Омилена дисциплина на оваа власт е контрола и целосна цензура на медиумите. Ова го видовме и пред неколку недели овде во собранието, како се поделија пари на граѓаните за контрола на медиуми. Дното оваа власт веќе не го допира, туку веќе го пробива. Нема крај на тоталитарниот режим на Зоран Заев и оваа мнозинство во собранието. ВМРО-ДПМН ќе се спротивстави на носењето на овие измени во собранието на Република Македонија, кои целосно недемократски и на штета на медиумската фела се туркаат низ процедурите во собранието. Ви благодарам.